Не стивнуваат реакциите на земјоделците за новата програма на Министерството за земјоделство во однос на субвенциите. По синокешното гостување на ресорниот министер во телевизија 24, ниту лозарите, ниту производителите на раноградинарски производи, ниту одгледувачите на житни растенија, а најмалку сточарите, се согласуваат со изјавата на министерот Цветан Трипуновски дека со новиот план тие нема да бидат оштетени. Тие апелираат до власта да не се експериментира со земјоделците кои имаат минимални посеви или грла на добиток, бидејќи најголем дел од нив толку им е моќта, а државната помош им е неопходна да го задржат тоа што го имаат, во спротивно ќе останат и без тоа. Најквалитетното грозје го произведуваат овие семејни индивидуални стопанства што имаат површини до 2 хектара. И оттаму идат најквалитетното грозје. Втора работа, што не се слагаме 30% да се даде грозјето во домашни преработувачки капацитети или винари. Тоа е во ред мерката. Ние прифаќаме, меѓутоа сега владата да испадне цента да каже на грозјето, која може за месец дена, до август месец е далеко, меѓутоа за месец дена може да ги објаве цените на грозјето, да ни каже каде да направиме договори и да го реше прашањето. Дали може да го откупе државата грозјето, да не остане ни еден килограм грозје како минатата година што имаше неколку милиони килограми вранеца останаа по нивото. Малите сточари ќе се уништат за кратко, пошто не може да го постигнат тоа. Како прво, не сме спремни ние како држава да им нудим на нив некој кланичен капацитет што би било поблизу. Например, по селата низ Шар планина, како ќе ги носат 30 јагнина до Струмица. А министерот за земјоделство Цветан Трипуновски смета дека со новиот начин на субвенционирање, кој содржи построги критериуми за добивање на државна помош, на виделина ќе излезат сите оние, како што вели, лажни земјоделци, кои го злоупотребуваат државниот буџет. Во програмата со оваа мерка која што е воведена, ќе му дадеме простор, односно момент, максимум до 3 години во наредниот период, каде што ќе го поддржуваме за истите 2 декари кои што ги имали лани и оваа година, да се одлучи. Или ќе ги изгорим, или ќе ги изголеми своите капацитети на 0,5, или за 2 години ќе одлучи самиот дека не сака да зголеми, ама нема да очекува државата субвенции. Значи овој транзитен период од 1 до максимум 3 години, велам од 1 до 3 затоа што од сектор до сектор е различен периодот. Едно е во сточарството, друго е во делот на градинарството, во штарството и така натака. Значи ќе имаат период на транзиција. Никој во моментов нема да остане дека готово од денеска оваа година нема да земаме субвенции. Значи оставате простор да размислат дали сака да прошират бизнис или да си останат за домашни услови што се Ако се одлучат за домашни услови, тоа е веќе сопствена одлука, ние тука нема да се мешаме. Новите правила велат дека ако земјоделецот има помалку од 7 декара почва не влегува во игра за субвенции. Во лозарството се потребни најмалку 5 декари. Во однос на сточарството, субвенции ќе добиваат само сточари кои имаат 3 грла крупен добиток или 30 грла ситен добиток. Сумата годинава изнесува 98 милиони евра, но од нив 42 се за покривање на стари долгови кон земјоделците од 2020 до 2025 година.